Веројатно ниту еден политичар во Македонија не добил описи како што досега добивал покојниот Борис Трајковски, кој ја извршуваше функцијата председател на Македонија од 1999 година се до трагичната несреќа во која загина во февруари 2004. ВМРО ДПМН го номинираше, па му се скара. СДСМ, иако не беше нивни кандидат, сметаа дека е разумен. Албанците го почитуваа, меѓу другото и за неговиот подпис на Охридскиот рамковен договор. Сите повторно треба да се вратиме да живееме заедно со нашите пријатели. Било кој да бил, дали албанец, турчин, влак, србин или македонец. Во пресрет на председателските избори кои треба да се одржат во април годинава, во исполитизирано општество со неколку политички кризи, веројатно кандидатот профилот на Трајковски би бил добре дојден. И речиси сите анкети на организациите задолжени за испитување на јавното мнение покажуваат кои се квалитетите кои се бараат од идниот татко на државата. А како што вели Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, истите тие најмногу досега ги имал токму покојниот Трајковски. Најмногу што бараат граѓаните се честност пред се, 25% го избираат тоа, потоа чувство за одговорност и како трето толеранција, односно можност да измирува разни противставени страни, во нашиот случај политичките партии или етничките заедници. И додека е познат кандидатот кој председателската трка ќе ја трча во дресот на ВМРО ДПМН, професорката Гордана Силјановска-Давкова, во владината коалиција се уште се шпекулира кој ќе биде нивниот кандидат. Ако Кржаловски вели дека допрва треба да се запознаваме со нивните доминантни вредности, граѓаните знаат што сакаат. Каков председател е потребен на нашата држава? Како е потребен? Сите овие што се најден некој што е не е во партија некој. Председател што ќе биде за сите подеднаков. Како човек за сите граѓани, а не да биде партиски определен. Човек кој што ќе води праведно државата. Клучно што сепак ќе биде на председателските избори е дали ќе се исполни цензусот. Можно и да дојдеме до ситуација да не успее процесот поради цензусот. И Талат Джафери да биде ВД председател. Да биде ВД председател, може би некој тоа и го посакува. А точна прогноза никој не може да даде, бидејќи како што велат аналитичарите, поларизацијата по партиска основа покажува дека гласачите гласаат по партија, не според тоа за каква личност станува збор.